Добре, дојавте во 10-та епизода Edge of the Box. Си се вративме заедно со Кира тука 2026-та, нашиот прв јубилеј, 10-та епизода. Како си Кико, како си пројде за празници? Супер, искрено ти кажам, топ, малку надвор од Скопје, Освежен се смени си. ритам, да? Како? Освежен си ми викам. Освежен сум, спиев многу денови, така да идеме со нови сили, ти како си помина? Мирно, тивко дома, си легнав рано, си се разбудив рано, алкохол нула, така да за тоа сум среќен. Фудбал, многу. Фудбал многу. Гледање, немам да играм, брат. Да, за гледање зборам. Ја, пошто не бев ни у Македонија, едва местев тимови, пошто знаеш дека ја работам на лаптоп фантази. Густо беше, брат, 50 кола имаше сега. На 2 дена играа фудбал, али многу работи помина. Имаме доста што да збориме, мислам дека. Дали сакаш да рипнеме одма у стандардна шема или да збориме првин за две теми што не поплавија Ја би зборил мените? прво за Манчестер и Челси. Прво се Нема да десикај тебе. опаќаме све конкретно у последниве неколку кола, може да збориме за тоа. После да фатиме претходна кола, нешто наредна кола. Се игра исто така Ливерпул Арсенал, односно Арсенал Ливерпул денес Моментов што снимаме. е, да. Ќе пробаме да даеме мала анализа на таа тема, ама прв муабет Енцо Мареска, веста прва на 2026. Таа летна прва, Мареска доби отказ. Што се деси? Па позадински скачаат сега многу работи, се осекаше уште неколку дена пред тоа дека ќе доби отказ. Челси малку падна у форма, Мареска не беше задоволен од тимот, наводно барал внатре играчи, поискусни играчи, искусен центрбек, му давале насоки кој смее да игра, кој не смее да игра, за порафне на некој играч сцена, такви работи, на него не му се допаѓало тоа што е нормално. Од друга страна, клубот малку не игра на очекуваното ниво, без разлика кој игра, добар е тимот, така да има малку underperformance. И мислам дека обострано дошло тоа Мареска да си иде. Као се Многу си на сме- таа тема. Многу сме полоши од лани. Имаме малку боље тим од лани. Така да неприфатливо е таа страна. Мене ми се свиеше Мареска. Иако беше малку тактички лимитиран, многу ретко гледавме Челси у средот такмица да смени тактика, Тактика. да смени формација, да смени начин на игра. Тоа го видовме одма сега со помошниот тренер. Против Сити втора полувреме нова формација скрос имаш. 5 at the back и извадија 1-1. Да, ама Така килаво да- такмица, што не очекува дека Кила беше на шашма многу. малце, ама добро. Не знам што да кажам за Мареска. На прва ми е многу жал што си отиде, пошто беше добар тренер, ми се свиеше неговиот пристап поише него тактичкиот дел. Ама ќе видиме, не знам, овој Лиам Росеньор или како се чита, личи на интересен тренер. Ја читам овој работа. Зборат за дека него. е тактички многу подкован. Така да се надевам од тој аспект ќе донесе нешто поише, можеби младиви играчи. Сантос не добиваше шанса со Мареска, Естевао не добиваше премногу шанса со Мареска, се надевам дека они малку поише ќе играат. Хато го земавме, Хато нема изиграно ништо. А па влезе со овој сега против Сити влезе Хато. Влезе изигра супер, да. Кокоријако доби црвен картон. Не, тоа сега беше со овие, со со Фулам. Сити влезе малиот. Немаше некои најсјајни пасови се тоа, ама 2-3 клизачи у последен момент и на Фоден Добар мислам. е тој, брат. Мислам, у Ајакс Добар. бил капитен на 19 години. Имал освоено играч на сезоната, така да има што да се прави со тимот. Ама ја Естевао кога го Мареска видов пак малку на беше клупа. бе. stubborn, мислам дека. Што? Естевао пак на клупа кога го видов. ова. Естевао беше на клупа и мислам дека не влезе ради црвениот картон на... Не, добро, на од Кокорија. после тоа јас. Да. Значи Прошла не да се согласувам. старташе, М? прошла да старташе Естевао. Да, ама Мислам со дека, Сити. да, со Сити, Таа да. не се рачуна, човекот си отиде више, толку беше од тој менаџер. Не зборам сега од после тоа. Инаку, да, не знам зашо него играше премногу, па после имаше некоја мала повреда Естевао, ништо битно, ама не успеа да влезе од тимов. Абе, добро, ети го зборевме Естевао дека реално му Палмер- треба уште време Не, од му клупа. треба. Му треба дефинитивно, ама не ни влага ни од клупа, брат, тоа е проблемот. Палмер Мареска никад не успеа да го врати на нивото од поч и за тоа се збори многу меѓу фан базава. Една работа што е многу битна и ја зборат фановите на Твитер е дека Мареска немал поддршка од фановите што идат на стадион. Пошто има разлика меѓу Твитер ботови и луѓе што идат на стадион, немал поддршка од нив. Сега при крај само нешто кога се деси ова. Да, кога сватија ќе обркаат. Да, имаше некои коментари од Мареска, се дешава разни работи, така да ќе видиме. Може for good, може не. Освои 2 трофеи,
имаше добар период, процентуално има 50 и кусур посто победи, што е добро. Мислам нека е шести тренер. У средина. Го гледав цифрите у средина. Нит многу слаб, нит многу добар. Под Clear Lake што се нови газди е најдобар, мислам нека. Така да. Тоа конкретно не знам, мислам дека беше најдобар. Пример не знам од слични цифри као Сцари, као Конте, као такви тоа го видов. И мене многу ме збуни за Мареска, не дека и јас знае дека има тензија и нели почна уште пред месец дена шушките дека ќе иде у Сити, дека он ќе го менја Гвардиола и мене тоа ми беше као момент окей, ќе се искриви односот со Мареска и клубот, ама мисле дека тоа ќе се дешава април-мај. Тука имало ситуација, он два пати им кажал дека разговарал со Сити. Он имал клаузула да говори што смее да разговара со други клубови за нова работа, им кажал на Челси, они се наљутиле. Класик. Да, мислам, се дешаваат вакви работи. Само се надева дека ќе имаме некој боље тренер се. Дојде Росеньор, ама му даваме шанса, веќе е тренер, нема жалење да беше Абрамович, сега ќе беше Луис Енрике може тренер. А тој побарал, нели тој нешто читав ќе потпишал доживотен, сега сака да сиде од ПСЖ. Ето, тај може Юнайтед да дое тој жим. Тоа му го пративме другаре нешто за Юнайтед на TikTok ми искачи му викам зимајте го. Сега да фатам ја од мојава страна. Да. Се смеја сите и после 2 дена Аморим сект, ама он имаше Ексес имаше озбилен прес, така да раскажи. Абе види, ја кога го гледав пресот после утакмица, мене навидум не ми беше ништо ново. Човекот често исклучува на пресови после лоши резултати, го закачаат и новинари, баш она, нели, кога си у Юнайтед се пута 10 притисок. И мисля дека едноставно више го навикнаа дека е таков и дека он ќе си има такви испади и тоа е тоа. Арно, ама ова конкретно, од која знае дека избркан и од која го изгледав пак видеото, дечкото стварно е бордерлайн Роналдо со Пирс Морган муабет. Дека притисок му прават кој да игра, дека не му купуваат играчи, дека не е коуч, туку е менаџер, дека треба да сватат за што го земале. И претпоставам дека у таа ситуација више Юнайтед како Юнайтед сваќа окей, ова е веќе директно, знаеш, calling out на фалинките у клубот. И логично ми е сега дека би го направиле тој потек, ама кога ја прочитав веста, баш тоа го зборев, отварам Инстаграм и прв пост 36 секунди ago, Фабрицио Романо, Аморим дека го избркале. Јас знаев, кога видов пресот, почнав пресот гледав одма после такмица, ми искочи видео, нели одма го клипнуваа тоа. Да. Знаев, тоа е тоа. Нека му лета сега. Не знам зашо ја го гледав. И дали затоа што пак беа импресиите со Wolves еден или може тоа беше со... Нема, кажа луди работи, кажа што сум јас месеци да ми си идам. Да, тоа и мене ме беше. И ја поише си викав, вајда ќе го убедат да не си иде само после 18 месеци, леле само што тоа си го реков. Јас си реков, леле само што 18 месеци го имам на мој. Кажа ја ќе се работа мојата работа, другите не ќе се работа минута работа и си идам. Така беше, преку глава кога му е. И си доби отказ човекот, ти беше многу напет, ми пише, само групата ни пише одма. Зуе, брат, дента, леле. Ама не знам, брат, има највише порази кога е дојден Премиер лига. Абе, тоа знам. Тоа е фер муабет и разбирам, значи ако ги гледаме тие цифри статистика, читање, да, Чичо одамна имал запалено мостови. Ја тоа го сватив и за Челси, само да прекина малце. Сега ние плачеме дека Мареска си отишол, брат, Мареска под Абрамович имаше сега трет клуб, може. Абе, да, ама не, модерниот фудбал не е баш толку паметно више да се менја толку често тренер. Ева на Юнайтед најверојатно им се враќа Солскјер. Разбираш, ние го избркавме пред 3 години. Како куче, брат, го избрка и сега ќе го враќа човекот и пак најверојатно ќе иде у ист правец да заврши сезона, они веќе да најават нов тренер и да биде и фала Богу овој само 6 месеци ќе биде тренер. Некако не иде напред клубот. Тоа е кога го видов Аморим како си искача од куќа, си реков нема напред иде клубов у догледно време, ја мислам дека ова па брат го стареа у први 3 месеци почна коса му паја, фала Богу дека ќе биде лабај. Не сум среќен со лугата, ми се допаја ова сега што се дешава малце Флечер, Керик, Солскјер, сите нешто као помагаат у клубот, ете тоа е убава прича да речеме, ама се друго ми е пропаст.
денот уништен, еве со Банли вчера изиграа 2-2. Не знам, брат, Манчестер ме остаре и мене. Толку имам да Брат, ти и кажам. Манчестер и Челси знаат тие што се фанови на двата клуба потоп. Не е лесно. Челси се седми, Юнайтед се пети, мислам нека, или шести, Шести. кои се пети се Па, Брентфорд, се брат. Брентфорд се пети. Брентфорд се прича. Ај ќе ги избориме после. Брентфорд се пети. Челси, брат, пред некој овој 12 година се деси, ги збореа како title contenders, брат. Ти ги избореше како тайтл контент. Еј, дај со Арсенал, кик со Астон Вила, пата. Не, врати го видеото, не реков title contenders, реков да биде интересно само. Изгледа Ама, нема. луѓе пишува, брат, овие ќе има титула, ова, она, не, брат, никако. Мене ми е многу шокантно како може на такви огромни клубови туку така усред сезона колапс. А, брат, може, Ништо ни Европа биело. Тосин, ништо. брат, кој игра. Што да правиш? А Юнайтед као забелја па играат, што играат и најновите подписи, мислам сега пред да отидат у Авкон, ама Тосин, не джа. може да игра Heaven, брат. Кој е Heaven? Па да, ама првите две утакмици одма Man of the Match, какво појачање, Па не знам добро, што. брат, не знам. и Арсенал Били- само милион и Били побарале. Гилмор, брат, беше три меча пред мене Па и меч. ти пајаш Кај игра уместо. се у Брайтон. догоре, брат. Чекај бе да не отиде и оно некоја Италија, знаеш дека? У Наполи отиде, ама Да. не знам дали игра. Не знам, Наполи има веќе доста играчи што Да, што ги- отиде у Наполион. Ама малата од ми е, брат, Челси и Юнайтед треба да имаат големи играчи. Катастрофа. Стварно се Види ги катастрофа. Сити, го земаа Семењо, пред да почнеме Ацко, со ти знаеш за снимање. тоа? Семенио си дојде у Сити, брат. Тоа е шок на денот Да. исто. У Сити пред да снимаме видов Гуеј ќе иде у Сити. Не знам тоа. Тоа. Значи нив им се повредува Диас, им се повредува Гвардиол И одма за мене. и брат не го Одма. купуваат од Аргентина некој надеж, брат, го земаат. Семењо, Гуеј, Гуеј. Леле, ама тоа леле Ливерпул фанови кој знае колку се нервираат за Гуеј у Сити. Цело лето го бркаа. Да. За замена за Конате као нешто у Реал имаше шушки. Леле Сити ја кршат играта, ова не ми се верувај ќе зборим и за нив да го фатиме ли колова што пројде. Ајде. Тоа беше дечки на тема Да. Челси и Манчестер, кратка депресија. Идеме Идеме со 21 кол. Видов пред да почнеме многу јак твит, пошто играат Весхем Форест први. Имаше твит некој Стојано ред. Продужете дедлайн на фантази, никој нема играч од Форест и од Весхем. А има бе како нема? Ја имам, брат. Боен? Не. Боен го стави. Па и да. пакета го имаат еден тон. Ама смешно беше многу. Да, extended deadline. А, па он игра у вторник, уствари, први Да. игра, точно. Ја не ја гледав утакмица, ова мртов лаган, ќе ти признам. И ја не гледав ова. 2 е Не ја Нотингам. гледав, али decent result за Nottingham, West Ham се веќе мислам дека забетонирани за Да, испаѓање. тешко ќе им биде на нив. Не, има тука Банли и Лице. Има Тие сега- три екипи ќе Има мислам. лесни утакмици West Ham, ама ќе видиме како ќе играат. Джабе. Джабе. Тоа, да, ќе видиме како ќе играат. А Форест веќе се подобри, брат. Така да. Па добро, реално почнаа да мрдаат и они со тие 15 претумбации што ги има. Евентуално Лиц може тука да паднат, пошто Лиц има тешки утакмици многу. Ама Лиц е супер. Супер се Лиц топ. играат фудбал успореба со Топ други се, топ екипи се. што ги спомнавме, Лиц е топ. Али збориме да евентуално кога можеле да стигнат West Ham. Бормут Тотенам ја фатели. Бормут Тотнем не ја гледав многу, пошто ве сите беа во исто време. Да. Ја мултипренос неам. Таа не ја гледав, ама пратев што се дешава. Семењо се одјави поштено. Си ги пратев и ваквите, пошто го земав крупи пред да почне утакмицата. Да, играше и прво и да е гол. Да е гол, ама за наредно коло го земав. Само си А, пратев така. како ми играат, пошто имам wildcard, можам да ги менјам. О, па да бе, сега Семењо чим си оди таму ќе имаат. Го земав крупи и ќе го земам за некоја коло тавернија. Пошто они ќе имаат мега лесни текми, он е 5-6 Таверни. на прайс и ќе Интересно. биде на све, на пенали, на корни, на фрикикс. Не, Ванелсон не штира пенали. Мислам дека ќе прочитам. О, Таверниер е прв, точно, управо си. Да. Ја ја гледав утакмицата, драма беше, за Тотенхем ми е малце криво. Овој пред некое снимање го коментирав, кога се тесни утакмици, какви голови примаат дечките. Значи Семењо тоа што го удри на крај беше нереално. Тоа не го Не го фаќа. видов, брат. Пак класика него, десно сецна и ја пушти брат у горен десен агол, топката патуваше као не знам, као на линија. Нема, Спарс се у одбрана за нигде. брат. Да, лоши се. Лоши се. Многу се лоши. Така Томас да, Франк под притисок, Тотенхем не им иде,
Бормут беа лоша форма, ете ги победија Тоттенхем. Томас Франк го сликале со Артанал, чашка не знам. Леле го видов тоа. Каја нашол, брат. Кајан, стварно бе, кој му ја подметно? Не, јас сакам Мангопот што му ја дал таа чашка да го Да, подметне. погледна да е 100%, бе. Кај завршила тука, свака чест. Тоа ќе се стаи на едит, оваа слика мора да се покаже. Така да Бормут Тотнем тоа, ја Бормут пошто имаше многу такмици периодов, не знаев таковата каква е, мислев дека ќе ни се приближат, ама Бормут биле многу доле. Доле се, па со тепа одгубење, они има... Многу биле доле и мислев дека сега победа ќе бидат погоре, ама Не, пак е така. тесно све, од, како беше, од Тесно е. 15 до 5, тоа е све Тесно е. тука. Брентфорд Сандерленд 3-0. Игор Тиаго сруши рекорд за Тиаго бразилец сруши со највеќе рекорд, да. голови. Ја вчера тотнам дека е бразилец иначе. Не знаеш? Брат, со имево. Брат, ја Тиаго не ни гледам нека Јур се вика. Не сум го отворил на резултати да го видам, само гледам голчиња на фантази. Трпа. Царот трпа. Трпа, немаше да на 5-6 кола поред, ја го извадив и да е 5 гола. Ама не сум лош, барем тие што ги сменив ми враќаат. Не очекував од Сандерленд, јас да они у гости годинава не се толку добри како дома, некако Брентфорд ги затворија. Джака и Мукеле што си ги имам ја на фантази многу тивки, а Брентфорд имаа шанси. И третиот гол што го даде, односно вториот гол што го даде Игор Тиаго, буквално 5 секунди пред тоа Шаде удира пречка, одма враќаат акција. Брентфорд не знам, памтиш ли дека на почеток на сезона ги зборевме све им отиде што ќе прават. Пети Они се. многу добро почна сезоната, па малку падна и сега пак се добри. Пети се, да. Растураат, задниве 5 утакмици има дајано 15 гола царе. Пети се и тоа рачунај, брат, ако Ливерпул не тепа денес, ќе бидат на бод 2 од Ливерпул. А вајда нема тепа Ливерпул денеска? Знаеш ли како почна муавет? Кога игра Брентфорд Ливерпул и ти реков, Брентфорд Ливерпул ако ги тепа, може да правиме муавет за Брентфорд. Full circle на муавет. Палас Вила ја гледав, Палас Вила, потрошено време. ја не ни таа не ја пуштив кога вртев канали. Крши Ама такмица. ми се свија само пошто добив поени тука. Мети кеш, Мети кеш го имав. чиста работа. Штета ми беше гој на клупа, ама најлогичен потек беше да биде на клупа. Тоа е тоа. Евертон Вулфс. Драма. Ова е добра утакмица. Драма беше. Леле, ја у Евертон годинава ми се прејака екипа Многу за се гледање. добри, брат. Не само што се добри, туку Многу интересни се се тензија, црвени картони, грилиш, напет. Нема и добри Вулфс се. предобар гола, да, не знам дали го е на Не Вулфс го гол. видов, на Вулфс го видов на Евертон. Убаво ја смести, полуслучајна беше, Да, убаво ја смести. одбиенка мала. Да. Wolves пресериозна контра за екипа што има 3 бода само, односно сега 6. Што има 6 Абе, бода кого на тепа табло. они прошла кола? Со Юнайтед игра 1-1, а ги тепа мислам Вест дека Хем, Вест Хем и ги тоа отвори. ги плесна, да. 3-0 нешто такво лудо. Да, со Вест Хем, точно, прав си. Нишо од Евертон го зема в Пикфорд на фантази и малце ми скрши срце. Јас си викам чист клин шит Пикфорд не ти прима гол. Требаше да од биде Wolves. тука, да. Ама не, кога го видов црвениот, јас се тресев дека уште 2-3 може ќе им дадат, затоа што Wolves очигледно се слаби, чим со 9 играчи не може уште еден гол да дадат. Нема ни еден шут у оквир после црвениот прв. Тоа е уште посмешно. 2 црвени добиваат Евертон, браќава, си викаат, не, топ, нема гајле. Никак. Ајде твоје збори ми малце. Ништо, Челси Фулам, брат, 2-1. Продолжуваат црвени Беше картони окей, сага. додека не доби Кукурелја црвен. Мада искрено и пред тоа малку болje може беа Фулам. Да, од Рука губа на отвори. срце, брат. Точно. Слажам Ама се. после црвениот, тоа е тоа, брат. Распадна Не беа тим лош. се, брат. Не беа лоши, ама нема што да бараш. Ќе го коментираме Бараш ли X, вајда, брат. Шо? Вилсон? Вусан е топ, дае голи пред... Ама све прави он. Црвениот од него искочи пеналиве задни, Да. он ги изнудува, голови секој Дае утакмица. гол, за штета беше Хименес пред тоа Офсайд. милиметар у офсайд. Ама Вилсон игра чеште, брат. Лани им беше онаков као Од клупа Джокер. од клупа Джокер и мило ми беше преразно многу добар играч. Али утакмицава свака час за Фулам, значи изигра добро и без оглед на црвениот картон, пошто пред тоа беа добри. Челси беа супер. Палмер у прво полувреме невидлив. У второ Пркна. добар беше, ама го смени, пошто вајде уште не му е, не знам, фитнесот можеби не му е најдобар. Позитиви од утакмицава се само Хато, пошто видовме дека може да игра. Друг брат, не знам. Санчес се искрено. повреден, а? Не играше тука Санчес. Јоргенсен која ја бранеше со Претходно Сити? за Сити, да. Добар голман. Не Ми беше, изненади. не беше А, лош, ама не е многу добар гол. Добро, Санчес Кај годинава Седа се беше врати. класика добар.
Нето, брат, го фалам, ама искрено не ќе многу гледам што старта, брат. Ево, Кире со критичните ставови. Некој кога не му иде на тимот не е добар. И тоа држи вода, Он е играч, брат, што може да ти донесе гол асистенција кога е уиграно све. Не знае да повлече контра, не знае да проиде играчи, брат, нема некој пас кој знае каков. Не сме да игра вакви утакмици. Абе добро, кога ќе добиеш црвен све се Тосин, менја. брат. Да, за него. Ко, брат. Значи Чалова е супер играч кој игра со Тосин на лоши Чалова, брат. Па дали Ачемпонг треба да игра место Тосин? Според тебе. Треба, ама ете прошлата играше, сега да прави ротација некоја, пошто брат многу се повредуваат. Да, стварно одбрана на Челси веќе 3 години не може фитнес да собере. Многу тоа се што повредуваат. треба. Луда работа. И тоа е утакмицата, не знам. И Фулам Браво за рипна Фулам. многу од кога почнавме да ги изборим, нели Викам ја они. у форма се, брат. Добри се, не, Фулам се стварно у форма. Фулам Сега се имаат топ. исто бода со Челси, у 7 утакмици имаат еден пораз, само мислам. Топ се. Неба и деца Да. играат, растураат, не престанаа голови да даваат. Хименес е пак страйкер. Од 4 години го немаше, со очи проблеми, со глава проблеми, со све. Сега у Фулам и Калверт Луин улица и за него ќе збориме. Сити Брайтон, тешко разочарување. Халанд какви шанси имаше, стативи, шутеви, све нешто. Фоден не мислам дека за тргање од фантази више. Јас сум на Холт. Абе јас сум на Хол. Тим Холцен. Со Улфс треба да играат, ама Фоден што нешто Ходо. го зборев нели го. Не знам што мислам. А Ке видиме. Халанд се уби од шутирање, стативи, све нешто не влагаш. И може да изгубат на крај. Брайтон има еден тон шанси. Не знам што е работава со Сити. Не знам дали менја толку тоа што немаат world class defenderi во моментов на располагање. Кој Сити? Да, пошто Диас и овој се повредени И Гвардиол. Јошко, да. Ја го земав Нунеш, Он им е можеби одбрана годинава најбољи играч. ама не знам дали пак ќе примаат голови, брат. Ако дое Гуеј за топ ќе биде. Ако дое брзо, ама тука ми се малце сумљиви. Ако со куќи играат пар позади го и јаке. Така му доаѓа. Орайли Па е, лево, сега играше Куцанов, Кашунов. Кусанов. Кусанов. Уствари да. Многу ќе бидат Кусанов е метак. А и кој мислам дека е брз реално. Или Ама не? Гуеј е ступ, брат. Па ако така ги решат да- тие проблеми језиво ќе биде зашто какви играчи изнакупија. Преска баш гледав офанзивна линија. Савиньо, Доку, Семењо, Фоден, Рейндерс, Халанд, Родри, Да, ми он има многу Бернардо повреди. Силва, брат. као какви повреди Мармуш па, е повреден. на клупа Не знам. има 400 милион евро. Повредени им се, многу им се повредени. Баш гледав кога да земам од Сити ако го вадам Фоден. Пошто би сакал да имам некој од Сити. Пак. Шерки. Многу повредени има. Черки може, да. Ама пак Фоден ми е по хим, брат. Прв асистент у лига е Шерки. Со Бруно се пата. Брат на Фоден ако му трне пак. Абе знам, ама некако и лани беше вака од 15 до 20 кола. Он испали со јаки, со слаби екипи, не знам, Лестер, кои да беа тогаш што испадна небитно. И доаѓа еве да речеме Манчестер дербито, следно коло што играат и он више до крај на сезона те го немаат, те лига шампиони поише приоритизираат и Фоден некако магично више не само што не ти враќа поени, туку страф у коски треба ти биде и рулетот на пет. Брат. Па сега и се менја дека дое. Па нема почнато уште со рулетот реално. Да, се менја дое, не знаеме кој таму ќе лета. Се мислам, ама уште не ми е стигнат моментот, пошто видов дека Юнајтед до 24-та коло ќе имаат лесни текми, сакам Бруно да го земам. Пак. Да, Бруно е стандардна прича реално. Така да, тоа. Барнли Юнајтед, ова ја гледав на неколку наврати, пошто имав 20 играчи на фантази. Ајде. Брат, јас сум изненаден од Барнли многу. Брат, Барнли сконтав текмава дека имаат многу добра екипа. Дека Абе интересни се играчите дека се реално. полоши него што дека се подобри него што имаат бодови. Да, и топ Уокер игра играчи кај има, нив и брат. Ханибал и не знам, овој Ентони реално драма Ентони е гола добар, е вчера. брат. Ама го немаше 10 кола ништо на. Да, го немаш. И се влезе од клупа и да го. Да, и тоа Ама страшно. голот беше опак. Јас за Юнајтед не знам што мислам, ево тоа зборев, ја не ни очекував дека ќе тепаат против Барнли после целото фијаско, мора да признам. Ете Шешко даде 2 гола, топ беа стварно головите. Бруно Добре, бе, и после малце се виде дека дојде само до верба, пробаше нешто да и направи. толку. И толку, да. После тоа почна киксови да прави глупи. Секоја утакмица е тоа со него. Секоја утакмица. Али битно даде 2 гола. Да, 2 гола. Кажи ти што си на Австралија да го чуваме за Ќе го после. чуваме Ајде после. ќе го чуваме за после. Да, Юнајтед следна утакмица играат со Сити, така да ова 2-2 со Барнли.
Не знам што мислам. Брат, Да, никако Барли не не ќе знам. искрено да испаднат. Од Ја екипите не што ги ќам, брат, изборевме, искрено. Барли сакам да си останат затоа што играчите се кул. Wolves најреално испаѓаат колку и да рипна Баш како моца Барли сега. ми се млад Челси. Така под младо. Тројца има, брат. Угуечуку, Броја, Чуку броја и оној Башиер Хамфрис, што го дај гол. Хамфрис, точно. Да, леле одма секој коментатор кога ќе ми каже секој гол Юнајтед што го примаат од послава екипа играчот е бивши фудбалер Челси, брат. Као неверојатно. Од цела лига ми рече Челси. Неверојатно. Брат. Доста више, аман. Така И да, Такмица на колото до сега. убедливо Ньюкасл Лиц Лиц се изнеиграа, брат. Периодов се изнеиграа Лиц, ама Ньюкасл е Ньюкасл, брат. Како Два го пати ја вртеа. перна Три последниот пати ја гол. вртеа. Да, Барнс е тат. Барнс од нигде го извади, брат. Мене ми се И не знам свиеше дали ги све. примети пред да шутне, имаше тројца Ньюкасл вака беа спремни ако се одбија да лупаат и они, брат. Лели Бруно Гимараеш какви играчи не да, ја за Ньюкасл можам цела епизода да снимам сега кога ќе размислам. Тој брат има даено типа 50 поени на фантазија у задни 3 утакмици. Бруно Гимараеш. 30 ки поред им. И сега на ова немаше поише од 10, па 11, 12, Со ова- да, остари така. Ова 30. Луд. Многу беше јако утакмицата, сите играа. Ньюкасл, Волтемаде асистенција, Барнс добро играше, Марфи нешто е падна таму и он беше добар. Така да мене оваа ми беше путер утакмица и не ми се дека ја свртеа на крај. Зашто Добри цело се, време лиц. топ се, 0-1, па 1-2, па 2-3 беше. Ньюкасл ја свртеа стварно до сега дефинитивно утакмица на оваа кола. Па и поише, ова може една од најдобрите такмици сезона. Според мене. Мене Сити Фулам ми е Не ти викаме 5-4 една на- од најдобрите. да, добра беше. Добра беше. Up there. Имаше многу голови, интересни голови. Види Мушко колку- играње, брат, од двете страни. И остана Така уште да, денешна браво. утакмица што почиња за пола саат. Арсенал Ливерпул. Реално Арсенал треба да дробат утакмицава. После она 4-1 со Астон Вила. Не знам ли да ја дробат, ама треба да ја добијат. Па искрено не гледам како примаат голете од таму прво да почнеме. Ки игра Екетике нема да игра исто. Екетике најверојатно не играте, може Ацко Ајде да пушти отвориме Ацко состав. отвори Арсенал Ливерпул да видиме состави. Да видиме што се дешава тука. Брат, знаеш ли- Лајнапс горе. Е, така. Не игра. Гакпо игра шпиц, Собослај, Фримпонг Фримпонг, игра окей, горе, брат. what? Мекалистер Гравенберг, ова е стандард, Бредли добро. Ми искочи брат на Твитер. Некој не знам како дознал ова. Ставил скриншот од тимот за колово на физиото на Ливерпул. Добро. Го извадил Екетике, брат. Го видел, па добро, ама Екитике беше и повреден, не се знаеше што ќе се дешава со него. Еве, кажи ми, Салиба и Габриел се вратени, брат, Тимбер. Како ќе дадат гол Ливерпул против овој Арсенал, не објасни ми. И Хинкапи игра прва постава. Ова не е нормално што го имаат Арсенал година. Еве, освен како беше прошлата утакмица, они 1-0 изгубија Собослај Слободниот. На Енфилд така беше. 0-0 цел утакмици, Собослај 85-та нешто тако да е Некој слободен. нека веќе ќе играат Бредли и Фримпонг сменети. Не, Фримпонг дефинитивно ќе игра напред. Бредли ти е бекчето тренд што го менја. А Фримпонг е у оваа ситуација крило. Не знам што мислам за Ливерпул, брат. И тие се Може некако да добро, брат. Баш кога Вирц е малце кренат. пркнате, да. Пркнате, дава некој голче, некоја асистенција. Не игра дека ќе тепа, брат, ама може да дадат гол, што знам. Арсенал се испостави дека одбраната е фантастично име, ама дека не е непогрешно. Не е совршено, да, ама Да. Ливерпул не се добри периодов. Мислам дека на Така, слот ќе го видиме. чека слична судбина како Мариска и како Аморим наскоро. А Арсенал многу поени се више пред сите. Оние кои ја победат утакмицава, сега мислам дека 9 или 10 бегаат пред Сити, Да, Сити има 3 кикса поред. тука завршува приказната. Да, да. А не гледам како ти викам. Не, ја мислам дека ќе тепа Арсенал, да не се сфатиме погрешно. Најлошо што мислам дека може за Арсенал утакмицава да се деси е 0-0 искрено да ти кажам. Да не можат оние да дадат гол. Мада толку им е тргнато периодов, Не, ама и Ливерпул, брат, не, Ван Дајк више не е тоа што беше. Керкес цела сезона вика дека не е тоа. Фримпонг е полош од тренд, така да сега замисли да биде Ќе оваа видиме. утакмица прв пат двајцата да речеме Ливерпул не се добри више, нема да треба да тепаат и 3-0 и плескаат Арсенал у гости. Тешко, ама ете. интересно ќе биде тоа, ама не би сакал
пошо колку и да губиме, сакам четврто место. Ајде прогноза. Една прогноза за дотичното коло. 3-1 Арсенал? 2-0 мислам дека ќе биде за Арсенал. Вака кога ќе замижам, дефинитивно не гледам. Треба те нешто да се изглупираат за примат гол. Не знам, така барем ја мислам. И тоа е тоа што се тиче коло 21. Тоа е тоа коло, да. Завршивме од ова коло, идеме на наредно. Коло 22. Коло 22 си правиме стандард блиц резултати, предвидуваме. Пак ќе позбориме за нашите тимови, ако има нешто друго забавно. Почињаме со тежок опенинг United City. Prediction. 2-1 United. 1-1. Ајде, ова се рачуна за победа. Челси Брентфорд. Дома игра Челси. 1-2, брат. Тиаго? Ајбе 2-2. Не може Брентфорд толку да им иде. Не може. 2-1 Челси. Еве исто, 2-1 Юнайтед, 2-1 Челси. Лиц Фулам Утакмичиште. утакмичиште, може да биде, да. Не знам дали ќе продолжи Луин да дава голови, ама ја ќе ставам 0-2. 2-4. Лиц Фулам. Ливерпул Барнли 2-0. 1-1. Најс. Сандерленд Палас и брат, Палас е тиња више стана. А Сандерленд се дома прејаки, без Да. пораз. Ајде Сандерленд 1-0 брат, ќе кажам. Ништо спец. 1-0. И треба да е тврда ова. А Кристал Палас, чекај, Кристал Палас мора види, оваа ти е таа утакмица кај што Кристал Палас има наредено многу утакмици без ништа, а Сандерленд се без пораз дома, така да мора еден од тие два рекорди да се Мора скачи, да, а може ама ќе продолжат уствари, Ако така не да... игра Гуи, и А, тоа нема треба да го да игра, ставиме. и да. Мислам, не знаеме. А им се враќа овој Садики што им е прва постава од Авкон, од Конго, од Сандерленд и он е битен. Да, и он лик се од враќа, тимот. да. 1-0 Сандерленд може, ето ќе се согласиме на ова. Тотнем, Уест Хем, Battle of дрва. Ајде. Врска немам, брат, искрено да ти кажам. 0-0. 3-1 Тотнем. 3-1 тоа не. Ја викам Да. 0-0. Ништо нема да се деси утакмица. Форест Арсенал 0-2. Форест Арсенал. 0-2. 1-4. Ки свитка. Реално. Ја кидев унареднава со голем скор 0-4. 0-4 Wolves Да. Ньюкасл. Види, Wolves може да се оси, абе 3 утакмици се без пораз, 4 утакмици се без пораз Wolves. Па мора да прекине негде. бре. Не, стварно Ньюкасл. Дрва се А Wolves, дава брат. голови Ньюкасл for fun. Ја и Бруно Гимараеш го планирам за коло. Ти викаш 0-4, ја ќе кажам 1-3. Може Вила Евертон па 0-0 брат од свемир. Од може. Свемир. Може да е 0-0 ова. 0-0. Ја така мислам. Мада Евертон ти се без Грилиш, без Кин заради црвениве. Барем оваа утакмица Па и Грилиш. NDI е NDI исто на ваму. вакво. Може да тепаат Вила, брат. Ама 0-0, да, мене ми мириса на 0-0. Ај 0-0 нека остане, па ќе Така. видиме. И Брайтон Бормут и ова може биде онаква утакмица. Брайтон нич не ги гледаме 3-3, годинава, брат. брат. Брайтон Бормут 3-3. Ете ти го рилот. Ја Брайтон мора да ги гледам малце поише годинава. Митома им дае на Сити преа гол. Не знам дали го виде на Митома голчето. Многу симпатична Не го екипа видов. има, брат. Не знам, треба малце поише игра. А онити се баш ако им гледаш формата, брат, 7, 8, 10, 11, овако у линија стојат дечките. Не паѓаат, не се качуваат ни нешто многу горе, нит паѓаат нешто многу долу. Ја брат, едно време беа интересни ради минте, прекинав да игра, прекинав да ги гледам. Ама гледам на фантази, пошто стално сакам да земам некој од Брайтон, пошто не се лоши, Не се лоши. ама брат, никад никој не игра стандардно. Да, само кај нив само има Ван Хек игра, брат, цело. Ван Хек и тоа за Белја, ја лани го зима Ван Хек многу на фантази и сватив дека никад нема даено гол, годинава на 3 утакмици поред дае гол царот. Така да Жон Пол може да е добар пик. Мене оној ми се свија многу, а Јари. Не игра ни он цело време прва постава, ама дечкото разбира фудбал. Не е уште за фантази, ама Брайтон Бормут 3-3 ја воем. Може. Може 3-3. Ќе прокоментираш United City?
Страфу Коски, ја двајан го реков многу навијачки, да не се лажеме. Сити се за Юнајтед у моментов, не знам, Давид и Голијат, буквално. Арно, ама Юнајтед увакви кризни моменти на Сити секогаш им се криптони. Дај Боже, тоа ти викам ја на стара слава го правам муабетов, реално Ќе треба видиме, Сити бре. да ги препешачат Юнајтед на утакмицава. Ама не знам. Ќе видиме, не знам. Недак Гвардиола со помошниот тренер на Челси киксна. Да. Сега Сега, нека Гвардиола си сака да знае против кој игра, бре. ама Вака работата е што малце- многу киксови наредија Сити, не можам да поверувам дека ќе си. Зашто реално сега од Юнајтед да изгубиш ова стање е кикс за Сити. Кикса, Колку и бе. да си ги Па сакам Икс со моја. Челси е кикс, брат. Така да, брат. Не знам, тешка утакмица ќе биде, ќе ја гледам вака со една Ја мислам ќе рака на тепаат око. Сити, брат, искрено. Па би требало Иако да те кажав- патрално. 2-2 или 1-1, или 1-1 што кажав, го 1-1. кажав малку така Пристрасно. утешително. Ама би требало да тепаат Сити. Види, мене многу ми се свија Сити нападот како кој игра и они стварно имаат премногу шанси секој утакмица и со Брайтон немаше Халанд среќа. Така да нападот на Сити може да се забавља многу против Юнајтед оваа утакмица, ама дали на Юнајтед оној инает на Олд Трафорд ќе им се појави као претходни некои утакмици да извадат некој резултат. Баш као овој период сите лански години кога играат Юнајтед Сити, а се погодува многу често околу 10, 15, 20 јануар да играат Юнајтед Сити, Юнајтед се со позитивен резултат на сите тие утакмици. Видиме се, надевам. Мене единствен проблем што ми е со Юнајтед сега со Барни што го видов. Само Шо и Бруно кога се трудат, брат. Иначе ништо. Куња, брат, кога игра за стат се личи. Добар е, многу добар фудбалер, ама брат, не игра за тимот. Тежок е, себичи многу. Дај више дека изгуби Камерунот тоа афричкиот куп, нека се Не. вратат и диалоги. Други, не знам. Угарте ми онака, Катастрофа. Маунт се труди, ама не е у таа стара форма. Шешко ги има сите предиспозиции да биде Халанд, брат, ама веде поглуп малце. Не знам друго што да кажам. Изгледа така. Така да, брат, ќе видиме. Може, секад може да тепат, ама Ќе биде видече. тешко. Нешто друго интересно, некој утакмици имаме ли за зборење? па нема некоја презабавна. Челси Брентфорд можеме да се кажам само дека Таа сигурно ќе биде интересна, реално ми е други. страв малце. Лиц Фулам ја ќе ја гледам со многу кеф. Таму ќе има голови, вајда нема 0-0 сега да заврши. Таа може да е забавна. И ќе видиме, брат, не знам. Тука имам добар хейт watch. Ливерпул Барнли, Нотингам Арсенал, зашо не? Нотингам нешто напри, зашо реално Арсенал многу избега, више не ми се Не свига. бе, тоа е тоа со Арсенал, брат. Викаме, Па така? мислам дека, брат. Реално. Многу се стандардни, брат. Не киксираат на онака глупо. Да, ама некад се мучат гола да. Ајде да видиме Ајде да табела, видиме баш. табела стварно адско. Чекор пред муаветот. Не бе брат, види Арсенал, само они се у вистинска форма, човеч. Не е нормално ова. Сити 3 кикса поред. А пак не е толку голема разлика на табела. Они ако тепаат уствари 8 поени само. 8 бода, да. Вила се држат. Браво за Вила годинава како играат свака част. Да, топ. Ливерпул се без пораз 5 утакмици, Брентфорд се без пораз 5 утакмици. Юнајтед се Види, без брат. пораз 4 утакмици. Значи, секад сум го приметил ова, нерешени такмици ме валат од кожа, брат. Брентфорд се пред Челси имаат 3 нерешени, само имаат 8 порази, брат. Да. И Челси Юнајтед имаат имаат 5 порази. 7 нерешени има. Юнајтед имаат 8 нерешени, брат. Юнајтед тоа го има и со прошливиот тренер. Многу овој братам проблем. нерешени тек. Да имаат, Сандерленд ми падна на 10, ова не ми се сеја. Челси немаат победа 5 такмици. И Сандерленд, брат, многу нерешени. Нотингам пркнале, викаме, Нотингам 4 изгубени, па ги тепаат Вестијан, човеч. Лиц треба да се погоре од ова. Ја Лиц не сум задоволен со позицијава, поготоа што играат од овие екипи под нив, реално, еви со гол разликава, види. Нотингам минус 13, Вестијан минус 20. Искрено сакам да испадам Нотингам, брат. Нотингам? Да. Место? Барнли или Вестијан? Па ја би ги сегнал и Барнли и Вестхем. Леле, колку се доле Вестијан, човеч. Нема кој друг да испадне, сакам и Лиц да останат. Може би Бормут би ги испаднал, ама тоа е нереална сценарија. Ја ти реков кога гледавме пред некоја епизодата била дека Бормут ми се исто у катастрофа форма и Не се може да приближија испаднат до дното, Бормут, ама не брат. може, многу бегаат. Да. 10 бода е разлика. Кико ја мислам дека овие што ги гледаме сега дека ќе испаднат вака.
Најверојатно. Да. Затоа што 7 бода им бегаат Нотингам на Вест. Чудна работа. Не се година. знае со Весхем, пак ќе кажам. Ама зависи тоа многу од Нотингам. Весхем може да вртат неколку такмици, ама Нотингам ако вртат исто така, џабе им. Тешко. Мога е 7 поени на дното на табела у 21 кола е преголема разлика. Хипотетички треба Весхем да тепа 3 утакмици, у следниве 16 кола најверојатно нема да се. Многу ќе биде интересно Весхем ако испаднат имаат играчи за зимање Весхем. Леле, а Боуен кога го сањав у Юнајтед, Боуен, човече, брат, тоа ми фалеше. Ама стара беше 29 години ги има Боуен, немаш шо мајка бара. Ќе иде у Евертон, брат, ќе прави пуцде. Уствари, чекај, бе, Весхем сега купуваат играчи зимски в трансферок, така да Весхем може и не мора одма да ги отпишуваме, ама ќе бидам очаен ако се Лиц, Барнли и Улвс, например, да испаднат. Лиц ич некам да испаднат. Ацко дај уште малце Европа да ја видиме што е. Леле, Брентфорд. Брентфорд иде до Лига шампиони вака, брат. Сандерлен многу ми Сам падна. нема да останат дефинитивно, брат. Па види од Ливерпул 34 до 15 место се 7. Не се разбереме, брат. Трето, четврто и пето ќе бидат некој од Вила Ливерпул, Ньюкасл, Манчестер или Челси. Абе немој Манчестер не се купира. Какви Манчестер? Некој ќе биде таму. Брентфорд што сака нека не иде до Лига на шампиони. Why not? Јас Нема секогаш вака Лига, ги гледам бе. Европа, зашо и Не, Сандерлен? бе, не. Никаква Европа викаш? Не, Лига шампиони Не, окей. Лига шампиони. Европа може. Европа иде до 7 место, мислам. Ја пак некако имам Дека уште не чувство. се заклучени по рано сезоната. Не се Ацко, заклучени Тотенхем кои кај се? места кидат, брат. Ау. Ете кој не иде во Европа. Пошто рачунај дека прво не е заклучено петото за Лига шампиони, уште, Да. И се отвара до 8 потенцијално. и имаш ЕФА куп. Ако Освајач. земе некој полош, иде директно у Лига Европа, до тоа не се сите покажани тука. Ама има до 7 сигурно на Лига у Европа. Кои се енглески екипи у конференц што играат сега? Вила играат. Палас ги сменија со Палас игра конференц. па не, Аустралијани требаше Лига Европа да играат, нешто се Да. деси, да, добро. Па ети Палас теоретски може сега се 14 кај да се може да се пикнат у Европа. Кул. Дај Боже да има поише екипи енглески у Европа. Тоа е тоа коло 22. Тоа е тоа. Почнеме со фантази. Тебе ти се збори за фантазија, осеќам. Па не, пушти ме мене прв, нека биде Кире експлозивна вест. Стај го први FC-то паа на Д. Колку имаш? 39. Ова ми е моментално И уште коло. тројца за играње. Да, сега за 10 минути ќе видиме што ќе биде. Дете, видовме дека ќе играат и тројцата. 6 бода сигурни. 6 бода сигурно, да, тие ги имам. Аби искрено, што знам, некако кога почнаа вчера утакмиција, голем оптимист, зашто Тиаго одма почна да пали, Халан нели да е гол капитен и си викам сега Куња со Барли вајда нешто ќе направи, јавев несреќен и со Вулфс да го има вставено капитен и такви некои глупости. Ама другиве, брат, дрва, Фоден ме разочара многу. Джака реално не мрдна Сандерлен така да очекувано, ете му Киеле Тевкон, Пикфорд исто очекував клиншит не се деси, Да. Орайли од клупа, така да колово шашма. Ама Арсенал може да ми извадат, може би затоа толку субјективно Да, може, стварно може, брат. Брат може да даде и Райс гол, и сака гол може да даде и Рајс што и да направи не ме интересира, затоа што Рајс го имам од бог знае кое коло се утепа од частење. има 2 за деф. Ме утепа од частење. Царот така да и да не даде гол Рајс, простено му е све. Ете, јас се надевам, сега имам 39, барем 50 бода колово е окей. Многу има осцилации овој зимскиот наш одмор. Паднав Имаше 200.000 некоја места. добра... Прошло коло многу рипнав. Колку поени? Па нешто шашма коло беше, ја имав као 6, 5, 6, а Мм. просекот беше мал, Да. низок. Да, низок беше прошто. И тука рипнав, а претходно ти викам со Юнајтед играчи, ова Бруно што ми се повреди ме осакати, ја го планирав за 3 утакмици он да биде капитен. Да. Така да мрткаше малце нагоре, сега сум пак на исто место кај што бев пред 7 Сега кола, си- ама тачно. Второ место си кај. Втор сум у лига дури го стига малце овој првиот, ама на глобален ранг ти викам, од пред 7 кола до сега имам буквално едно 5-6 места рипнато. А на почеток на коло, кога почнаат зверови да трпаат голови вчера, рипнав многу. Ама другија ништо не вратија, така да со ова сме останати, дај Боже Арсенал. Барем 10 бода да ми вратат колективно, ако Вајда не ќе е имаш јас. кени, брат.
дај Боже. А за следно коло шо правам? правиш? Имам многу трансфери на ум, затоа што Имаш фри? имам фри хит. Не, дали имаш фри трансфери? Имам 3. Имам многу. Добар си, бе. Ван Дајк намерно не го сменив затоа што игра со Барнли дома. 99% примаат гол, чим го кажав, ама ете тоа беше првиот трейд-оф да не правам рани. Брат, добар трансфери. тим имаш за следно коло, бе. Епа, Освен Куња. Куња ќе го вадам, значи сега што ми е планот? Да го продаjem стан. Куња аут, Бруно Гимараеш ин, у гости со Wolves, последна утакмица дома со Евертон. Ајде Бруно Гимараеш, тешко дека ќе влезе туку, така треба думам. Джака сакам да го вадам затоа што Уилсон е само 0.6 поскап, а некако Вилсон ми изгледа годинава како да ќе му биде со 20 гола, не знам зашо. Така да Куња, Гимараеш, Джака, Уилсон и sideways трансфер да направам Тимбер Габриел, затоа што него Габриел е повампирен. Почна пак се врати од повреди голови да дава. А алтернативно на тоа ми е Куња, Гимараеш, Джака, Уилсон и Гиу Калверт-Луин. Па да, можеш, брат. Некако и тој ми се свија, ама ако ги направам тие 3 трансфери, нема сите тројца да можам да ги ставам у игра. Тоа ме нервира. Колку пари е Калверт? 5-7 сега. 5-8 рипна, ама со тие 3 трансфери што ги изборам, тачно ќе имам буџет, затоа што Куња е даунгрейд на Гимараеш, Джака многу малце го кревам за до Уилсон, така да на 0 ќе бидам или на 0-1. Ама ќе видим. Значи Куња сигурно го напушта тимот, 100%. Тој трансфер е без малку локт, за другите ќе видим. И Фоден ти викам некако, ама ајде што со Wolves игра следно коло ќе го оставам. Ја Фоден ќе го оставам уште некоја кола, па ќе видиме после дали да влезе Бруно место него или да правам претумбација и некој други. Тоа е тоа што се тиче мојот тим, ништо спектакуларно, малце горе, малце доле. Поели, ти си причата на колото. Да, мене ми е скоро готово колото, уште само Тимбер го чекам. Ама Спектакуларно, брат. за нова година периодов бев стално у просек, брат. Секој коло у просек бев и не мрднав ништо не направив. Ама за тоа коло кажи им на гледачите верни. Да. И се мислев за ова коло да направам wildcard, Добро. ама некако ништо не ми се свигаше доволно, брат, за да направам wildcard. Викам, не ми толку лош тимот, ќе направам само еден трансфер, ама пошто знам дека го правам за едно коло, сакам да биде фраерски. И? Го вадам Екитике и го ставам Бенджамин Шешко, брат. Дури се мислев капитен да го ставам. Тоа ќе беше тумач више, брат. Пошто Халанд, инаку, ова ми е прв пат да ми е капитен после 3 кола, брат. Па значи ти си го прерипал тоа затоа што 3 кола не дај Не гол. да е гол, да. Браво. Не го став капитен и очекував да не даде гол, не знам зашо, Екитике ми беше капитен пред тоа и пред тоа не знам кој имаше друг. Шешко 13 бода. Викам мај и ова да не го ставам. Викам мај може сега се истори и го оставив капитен. Али да, Шешко да е 2 гола. И тоа добри. Топ не велиш. голчиња. Боуен, брат, најлесните 2 текми у сезоната што ги има. Немаше шут. Ништо, Шут 0-0 немаше XG, брат. царот. Криминалец. И го извадив Тиаго, брат, за Боуен. Свегаш. Тука ќе си бил страшен сега и Вилсон уште го имаш, Да. ти Вилсон го фати. Кин црвен тоа малце. Кин го имам встајано. Го смени за Тарковски, пошто е, брат, скоро милион поевтин. Сега више и поише 4.8, да, 0.9 се разлика. Да. Да не добиеше црвен, брат. Немаше ни да примат гол Ке на јадев, онака од Кин. Бој Ей. Кеш, супер. Гои на клупа ми носи 6, ама не се љутиме, пошто Тимбер, Кин и Кеш ги имам, брат, позади. Нема Да, место кај тешка да е го ставам. одлука, дефинитивно. И тоа е тоа. Криво ми е сите што примија гол до Нарума, ќе ми донесеше поенчиња, али дисен тим, сум 20 поени над просекот, Да, ти си коло врв. ама брате. ќе видиме што ќе се деси денеска. Знам дека многу луѓе го имаат Сака, многу луѓе го имаат Райс, многу имаат Габриел место Тимбер. Да. Па тоа е разликата. Ја и ти губиме поени за таа Тимбер Габриел Трамп. Да, мене ми е скап Супер. Габриел. Така Што и да, Тимбер не е ефтин више, Јоне 6-4 рипно му. 6, ја го имам купено на 6-2 нешто така. Аби ја го имам купено ефтино, да. А, овој ми е Ама многу ми треба 6 Габриел, 6-8 е Габриел.
Страшен е, брат. Као да има XG еден секој утакмица. Да. За штопер е Корни, брат. Па не е битно. Колку мислиш корни дека имаат со Ливерпул денес? 7 минимум. Не, викам, тоа е тоа, брат. Дава голови. Добар си колова. Следна слика направив wildcard. Направив многу измени, искрено. Скоро цел тим го сменив. Прво го ставив Санчес. Фер. Многу лесни текми Добри имаат и текми. тоа многу. 5-6 текми поред имаат добри, се надам ќе даде нешто. Тимбер го оставив, пошто не можам да го земам Габриел сега за сега, може ќе сменам, уште нешто има 10 дена до дедлайн. Матеус Нунеш го земав, Добар пик. за да имам пак некој од Сити во одбрана место Донарума. Мукиеле го земав, Колку пари е Нунеш? 5-5. Ја евентуално би гледал ова да го кренам до Габриел некако со двајца од Арсенал. Ќе видиме. А може, брат, и да се деси да го земам Габриела, да го трнам Нунеш или нешто такво, ќе видиме. Брат, не знам што ќе правам. Мукиеле го земав само пошто е ефтин, а враќа реално. Врв. Мукеле, брат, мене сезонава ми ја држи он. Да го збориш ти цело време. Вилсон го оставам, добар е. Бруно го земав. Ама ги мараш. Гимараеш. Ми треба некој од Ньюкасл, пошто они имаат добри текми, добро играат. Стандарден е човекот. Да, другиве се неконзистентни. Гордон и Волтемади, Висаева не се нешто. Да, прво 90 му е гарантирана, на пенали е. Да бе, пенал шутираше вчера, човече, Да. колку ми избезуми тоа, еј. Јас се нервирам Да. дека не сум го земал порано и пенал ше му даваат на царот, бе, брат. Криминал, бре. Роджерс го оставам, мислам дека е добар. Фоден го оставам, ама Со со тешко прашалник, да. Сака го земав. Скуп ваков таков, секој коло враќа нешто. Бре. Ама па Рајс колку поише враќа, ама Многу да не ти поише влагам враќа. тука сега у глава, тој може да престане да враќа, а овој па да почне. Мене, брат, и тоа ми е со Бруно проблемот, тоа ми е со Енцо проблемот, тоа ми е со Рајс проблемот. И тројцата се централ мидфилдерс. И не знаеш кога ќе престане. Многу враќаат, брат, ама ми е страв да не направат бленкс до крај на сезона. Брат. Што ја кажеш за Деклан Рајс, мала дигресија на темата за Деклан Рајс. Како почнавме со подкаст? Брат, го мотивирав. Така, ама како игра кралот, брат. Добар е, стварно е Најголи добар. играч ми е на Арсенал година. Сезонава е Врв. перфектен. Така. Ќе оставиме у топ 30 балондор. Сезонава, да. Претходната не е, брат. 2 гола со Реал, само никад. Ова нема престане никад. Екитике го вратив. Ти ќе менјаш уште ствари до дедлайн. Го тргнав ја Екитике. Го ставив Шешко, сега претходно кола, ама сега го враќам Екитике, пошто мислам дека враќа многу. Го ставив Кеш, само колова ми е на клупа, а може да го ставам. Пошто им се наѓетив на Евертон. За црвениот картон. Матеус Нунеш. И го место земав Кеш. Крупи Джуниор. Добар Сиде овој Семењо. Семењо, Крупи и читам, брат, по интернет рандом ствари дека го фалат многу. Језик, абе јас сек многу јак играч. Ја го има. немам многу загледано, да 2 кола. И на Юнајтед им голчиња дае сега гол. поред. 4-4 што беше и сега да е гол и прошла не, Крупи е. The А truth. многу ефтин, брат, нешто како 4-9. Не би помалце. Може 4-5, сега 4-6. качил нешто. Ја го имав едно време и ми враќаше поенче. Ја го земав 4-5, може има рипнато, ама беше од најефтините. И е сега ако игра прва е брейнлес она да не го земеш, стварно. Да, така да тоа е тоа со составов. Ти ќе менјаш уште ствари, брат. Дедлайнот е на 17. Не, си претпоставам дека ќе менјам, пошто сакам да го имам Габриел, брат. И за некој ми е клучно тоа. Тимбери се повредува чатпат. Знае да пропушти едно такмица. Не, Габриел е дефинитивно боле пик. Тимбер го земавме сите затоа што Габриел се повреди. Да, ја го Или имав Габриел. ја ги имав и двајцата, ама Не го имав Габриел, само го земав Тимбер и потрошив пари негде, брат, не знам каде и сега немам и за Габриел. добар си бе тоа. Малце не знам претходниот не ти го загледав ова, малце некако ми е рано за wildcard, ама каже дека ти 2-3 кола не ти идат сјајно, така да окей. Имаш интересни пикои. Матеуш Нунеш секој утакмица кај што не прима од гол, он лапа 3 бонуси. Така да нешто прави добро. Девкон не знам колку често. Има, Факе. нема премногу, ма има. А други бе, срединава ја истата би ја имал као тебе. Затоа што ја и Вилсон и Бруно сакам сега да ги купам. Еве Роджерс ми е мене Рајс. И веројатно би сакал уште со Рајс. Достанам, ама другото слично ми го направил ја. Со Екитике, што имаат после ова? Се Лесним се? мислам за Екитике, искрено. Абе, брат, он дава голови, брат. Не знам. Да бе, да, Добар е, ама брат. пак има ротација негде таму со Гакпо, со Ама Сала, сега ќе се врати. Кога е хилти, стандарден е, брат. Добар играч е реално. Пошто Исак
До Ништо. крај не игра. Да. Не, ти ќе менјаш уште ствари до 17, ама добро ми се допаја Ќе како ти видиме, е. да. Добра ти е клупа, а ти за бенчбуст си добар. Да. Не ова кола, ама реално сите четворици играат прва. Да, да. Ова кола не можам. Као искрено го мислев, ама после ми текна дека имам Не вратка. можеш да. А шо Дубравка против Ливерпул ствари па шо? Па добре, да што имаш. Другите тројца кои ти дадат галети. Да, па може Дубравка као пред некоја кола 12 Може поени. пеналти игра. фати, брат. Келехер колку пенали му фатано годинава, тоа исто изгледа добар. Абе тој сакаше да му направи паненка, брат. Мој вака му фати. Леле, фе, какво брукање, тоа беше исто момент на коло, човече. Ама што добар направи? дрес имаше барем. И добра фризура. Лефе има, предобра фризура. Тоа може да го пофалиме. Така да, фантази, тоа уште сум 11, не мрдам, брат, 11, ама сум 20 бода поблиску до 10. А до мене се приближи? Или тешко? Па сум малце приближен, пошто немаш поени колове. Ама... Сега ќе видиме мене Арсенал може да ми извадат, ама да, ја рипнав, мислам, цело време сум втор, кој знае колку долго сум втор, ама првиот ми бега, брат. 50 поени бега. Не, ај ти инаку сме 100 поени, Разлика? да. И не е тоа Nice. премногу за од второ до 11. Ти ме стигаш, брат, секоја сезона од ова кола до 36-то, Кире праќање скриншот. Не, ама Три поени. ја и ти сме биле прво и второ и да ми бегаш 200, брат, сегаш. Слушате? Од Слушам. второ до 11 100 не е многу. Да, не е многу. Поготоа што со wildcard теоретски треба да рипнеш, па добар чип usage треба да рипнеш. Мило ми е што го нема оној асистент менеджер чипон од лани, тоа беше хаос. Да, ја таму пропадна, брат. Не, мене ми се погоди некако, не се сеќам него точно кој погоди. го. Еди Хау па гласен нешто такво, ама каков глуп чип, човече, тоа ми беше утка едина. Годинава ова со дупливе чипови интересно реално. Интересно е, да. И пете трансфери што дојдоа фри размрдава малце. Се избрукав малце таму, ети, неинформиран. Да. Така да, Ја. тоа е од мене. Одјавувам фантази. Одјавуваме. Што ќе правиме продукција, што ни дава денес да играме? Денеска продукција ни забрани да играме игрици, Фути тик-тек-тоу. затоа ќе играме дадат. FIFA. Ќе играме FIFA. Ќе играме игра, не игрици. Ни ја поклонија верни другари на подкастот 2026-та. Конечно е така што почиња годината, наацко да му го направиме кефот. Ќе играме FIFA 26-та. Да. Ако имаме време, може ќе ми дај и да гајам играчи guest the player Кире што спремила, ама отом потом. Да, идеме прво со FIFA, за после ќе видиме. Ајмо на FIFA. EA Sports. It's in the game. И имаме пак джуистици во рака. Играме 26-ка. Нови состави, Манчестер и Челси. Манчестер и Прв пат Челси играме со играме овие пак. постои, затоа свратевме нови екипи. 2-0 за FIFA до сега. Да. Овдека ние од 0 ќе почне скорот, меѓутоа ќе броиме сите. Броиме све, да. Спремен, Кико? Ајде. Ај, мо. Да, вака е 100 пати боле. Така? Јесте, да. Што се дешава тука? Малку измените што ги правевме, не се, ќе треба пак да рестартирам. Или не, добро си. Избор. Опа, опа. Леле, Онана е на гол. Тотално. Ете утката. Ајде, Ти го Патриче. сменија на? Не, го сосема не го забележав, ама може- Тор го лета, брат. Види го ти бато. Види го ти Доргу, брат. Ја гол ти давам со Доргу, бе, брат. Ајде. Ау, каков трк. Осте го, не знае. Леле, брат, 80 метри ги прелета. Ајде, ти, што си вежбал дома? Ништо нема FIFA, брат. Да играм од нюх. Браво, бе, Амаду. Не, Амаду. Андре, не. Гол! Почнавме. Let's go! Добар. Жао, Педро. Жуау. Добар. Ме фати неспремен. И Дорго ја сгреши. Да. Сам Дорго да даеше гол, ќе беше нереален, ќе требаше да не го броиме. Ево пак. Меси нема да има таков гол. Леле, стварно, брат, лудо. И стрес, притисок, нема стрес тука. Има Бруно. Нема со Санчез, не можеш такви работи, брат. Брат, следен шут ти го давам, тој го гледа. Макази со Хари.
play breaks down. Браво. Малце болje фил има ова 25 като морам да признам. Сега за сега први Come away with the ball. 14 минути на Сега денес играме на обичен сетинг, односно сетап, како и да е. Следна ќе играме на Authentic. Тоа е у принцип причата за 26, да знаеш. што значи аутентик. Нов мод, кај што поспоро е пореално клизач, на пример, кога ќе направи не ти стане одма играчот, кога ќе го удриш некој може да се повреди само од удар. Така е направена, е пореална. Оу! Кире, Брат, Мириса ја на- вака, на гол ќе ме морам да ти мириса. признам, мене тоа у новите FIFA што не ми се свија, што е пореално. е па овој модот Authentic е као реално направено. И многу е потешка за играње у принцип. Треба да се научи човек. Now this could lead to something. Е, тоа е клизач. He had to get that right. Fantastic tackle. Ацко, прави една анимација таму како размислуваме гол сега му даваме на Кира. Леле за малце, брат, не ми се верува. Ова е што страшно. А, hell no. No. Неќе ме тактики. Иј, James. Леле. Chelsea trying to get things moving. Не. Леле ќе ме победи Кира легит. Кира денес ќе ме победи легит, немој да ми стекам у попушт. Фатија жива. It's fired in. Браво, And бе. the key Ајде, Доргу. through the crowd to claim nicely. Доргу у част. Трчај, мали тоа. Види го. He's being afforded too much space here. Ево, Out into the пам. middle. Аха. Бро му дам да го умори. Certainly a poor ball in. Now there could be an opportunity to counter. Браво. Уп. That's really well cut out. Дајте пас, бе, дечки, што правите, бе, манчестерци? Both Yes. teams guilty of giving it away here. Has to turn them around. Абе, Offside. немој, бе! Леле, јас... Offside. Абе, бегај. Кој ти дал да судиш? Cole Palmer. Брат, Correa. брат. Зашо не ми сврте страна, брат? Ајде, Зиркзе. Xerxes. Не, леле, колку лошо иде со топката, тоа нема. Види. An attack that's come to knock Као да му е тешка лопта, брат, не разбирам што е работа. Со медицинка игра, Зиркзе. Oh, could be a chance here. Не! Леле, брат, што правам денес? Ај, ја дай. Голацо! Види, ама го направиле Енцо, брат? Добар заева. Добар го направиле. Опа. Чекај да видиме како влезе ова, брат. Брат, не знам, ама ме растураш денес, брат. Леле. Па да, Да. Онана на гол. Што да очекувам? Again, it's 2-0 now. Па брат, мислам дека на 25-ката беше малку нереално јак, искрено да ти кажам. More like it. Caicedo. Леле, не се осеќам убаво со резултатов. Не, брат. Леле, Кире ќе ме растури, брат. О, не. Potential danger. Well, Ми се свија, брат, што играм со 78-ци на крила, а не со сега кога се 78-ци. Кои имаат перформанс. in this. Рис Джеймс, best right back in the league. And it's pinched, read his mind there. Леле, ама кине кај седо, брат. And he's in now. Прешо игрицу Кире. Прво полувреме ме направи пет. His very best. So quick to Има react некој there. измена уште сега, ништо. Ајде, бе. Here it comes. 2-0 прво полувреме, Кире First half here at ме Old Trafford. меле. Идеме второ, брат. Ајде, братченце, дојди вам. Off we go again then. Chelsea bossing it so far and they'll be keen on keeping it that way.
Кој е тој пас, бе, брат? Авелича. Cole Palmer. Не. A robust challenge to say the least. Не ми менја ова, брат. ништо. Брат, црвен ќе ми дадеш, што не ти мија, брат. Не е црвен. Само да не се повреди Палмер, брат. Што ќе тепам. Црвен ова со рогови, брат. Леле, види го, Аморим уште го има на FIFA, брат. И Мареска, бе. Еј, црвен му да е И стварно, брат. walkout, виде? Предобро. Ај, шо биде, брат. Тај му малце инверт. Слабо. Кој е слабо, мислам брат, дека у гол влезе, брат, брат. што збори. As you can see by И дечко level up, браво копилот, види шо прават. Hasn't he? He looks such a threat every time he gets the ball, and of course he scored a very good goal. Нишо, брат. Прокоцкал игрица. Burma. Ајде, Ембилмо. Прв пат фаќам лопта со Ембилмо. Браво, брат. A corner coming up for Manchester United. Каков се Well, suggestion. can sense an opportunity here. They need No. to make the most of this corner. Ајде, Мегуајр. Абе, дај удри, абе, Главч. Well, it was looking good, but not all the way through. Oh, worth a shot. Ама ти брани Санческо, бе. Не е Брат, дека. Санчес не е за ебанција. Само with suggestion му е добра. Дај смени. Па стисни R2 и шалтай ги, брат, Нема, со само еден. аналог. А некад ќе ти даде, некад не. А да идеме у тим менеджмент. Не кем. Corner kick played in. Сакаш уште еден црвен. What they've been looking Everton for, type counter-attack. game. Шо спориш? Леле, меле Does ги. anybody want to make a challenge Man. here? United recovering possession well. Абе, Гитенс нема гледаме за Челси 5 од такмици, 7 Burma. That's a good ball. Не можам гола да дам, брат, ништо. Бриши, делит. Fernandez. Може барем еден гол да дам, брат. This looks Те мол. promising from Chelsea. Па не ти трна напред видиш. Еве ти гол уште еден. Деле Кирак. Јај. Look where it's gone. Ја. Headed Ја. Elway. Ја. Casemiro. Ајде, гол. Patient build-up as they look for a way back into this. Браво, бе, Кира. Nothing to get excited about at the end of it. Kill him soft. Денес ме растори. Офсайд! Well, Pedro. Ајде. He didn't get back offside quickly enough. Ајде, Коби ќе влезе, ајде. Could see that was always going to be offside. Еве ти трансфер, бе. Ова ја Не измен. икам бе нето да Making a остане. change here. Ти да го стаиш нето. Знаеш дека јас си го поштувам Педро, уште у Wolves го пратив. Не, ја го поштувам, ама периодов ме надвида. United being afforded too much space here. Мора некој да е крив. Абе, па шутни, абе, што е ова, бе, Зиркзе, бе, брат мој. Want to ponder for a while. I think they could have done better there. Ме умори утакмица. Али Вижозов се предобри. Добра е, стварно е добра игра. Intercepted. Добре. Great reading of the game. This could be dangerous. Куња. Матеуш. Well, look at the room they've got to attack now. And on they go. Well, it looked promising, but only up to a point. Plenty of room out wide for United. Ball lost and Врска немаш, брат. Колку сум слаб. Ништо не прави. Ништо. Ајде, идемо, ајде. a lifeline in Ембеумо. Surely momentum is with them now. Incredible. Вртиме сунце. Well, United just one behind now, and you sense that the momentum Offside. may well be with them. Having a try. Пенал. Ти го сруши реално. Ајде бе, Диало. Да те видиме, дете. Chelsea are making a change now. Corner now then, and a good chance to go further ahead. И јам удар беше ова, брат. Фал, да, фал е. Not happy with the challenge. Го акнав убаво.
Ајде, Цоле. Put in towards the front post. Со лепо мерин. Ајде ви скочете, бе, шо правите? Леле, па добро. Кукуреја. Mark Cucurella. Can he finish? Oh, good save. They haven't lost this yet. Ломиор. That's a really important Don't save. do that. Can they get back into this match? I'm not sure they can. Ајде. Played into the box. And the keeper there has an easy job of claiming. Многу чудно ја фрла со рука голман, не знам дали забележуваш, брат, или дали ја фрли. Left for play. Не, Као балонки да фрла на тенис која има. да нема некој дума. Не знам. This could be. Ау, брат. Брат. Not the end to the move they were looking Нема ми кажеш дека е нивна. Наше. Вау, Play окей. goes for a throw-in. Great instinct there to cut it out. Well, it only takes a second to Си мислам score a малку goal. дабл There are клик still на 5 minutes to go. Не беше за него топката уопште, амај. Looking ball. Ама ај. Well, Chelsea have controlled the last 15 minutes and are playing some great attacking football. Not my best They game. just need to get another, and that would surely wrap it up. Не можам да изиграм акција, And еј. cuts it out. Now it needs a good ball in. Абе, дој шутни, абе, не чувај резултат, бе. Seen all the way, and the save Абе, дој ми имам Corner и kick. 4 минути, ова го не видам. and the goal here would probably seal it. Not interested. To the box it goes. There's Cunha. Немој со црвени сега тука, брат. Немој. Now delivered into the box. Не! Леле, неверојатно. Verbally. Оу, не ме зезе. Goal there. What an important block. Браво. There is Браво. Let's go. Добра врв. Ме скина. бе. 2-1. Добра беше. 1-0 у 26. Браво. Обели образ, реално чекајме статистика. брат. Статс. И кикол. Добро изиграх ова, бре. Брато, прво ме поремети. И позешен имаш дури. брат. Possession дури, бре. И со XG, со све си пицпац. XG, shots, Е, тука. лесна, брат. Лесна. А реално е доби. Поштено. Поштено. Се заебам. Дупло имаш све. Кажи ми само што не е со шутоеве, овој твојов тука доле у средина. Тоа е шут и види го оној мој од лево, брат. Ја не знам што сме правеле тука. Чекай, ти се жудо таму Да, навека. да. Брат, не знам дали ги регистрирал или што така. Не знам, не знам. Браво, Кикол. Дали имаме време за... Зборевме со режија, ми дадова Guess the Player да игра. Ајде идемо Guess the Player Battle. Идеме со Get the Player, режија ни дозволи вижда дека ќе плеери. Ги спремив денеска ја овие, мислам дека имаме 5 играчи. Добро. Видовме Столи и Фин колку се брати денес да видиме вижда дали има истата моки. Почињаме првиот ти е на екран. Може Почнал да у видиш. Рома, цела кариера и отишол у У Бок. Бока. Аргентинец некој да не. Паре да си играше поише екипи. Треба помогне? Па брат, не ми доја никој. Аргентинец не. Тоа ише позабавно. Даниеле де Роси. Дероси. Идемо. Тачно. Штутгарт позајмица Леверкузен, Арсенал, активен Фулам. Од Арсенал у Фулам, кој има сега германец? Берт Лено. Тачно. Чукарички, Нью Ингланд, Челси, Петрович. Петрејже. Ова е наше дете. Вардар Парма, Риека, Спортинг, Рики. Рики. Стефан Ристовски. Тачно така. Се Ред некој Бул последен. Нью-Йорк, Юнайтед, позајмица Евертон, Колорадо,
Мемфис. Можам да дам интересен хинт. Чекај. Гоман? Прайм Барклис. Голман. Тим Хауард? Да. Тим Хауард? Тим Хауард. Долар ли бев? Легенда. Долар ли бев? Пат! Yes! Не од Пет беа, така? 5 беа. Екстра. Ке треба мириме време. Леле, а прво беше страшно, брат. Си викам да не отиде, то ти не отиде нигде царот. Намерно ставив еден со моци. Ти ми сега тоти да го ставам, викам, Рома е too obvious, де Росики. Ми текна отпосле, он нешто имаше и прича таму, не му беше бока кратка, при некоја титула нешто, не се сеќавам имаше. Ја кој што видов, 5 такмици му изиграно. Е па да, ама тоа беше не дали при крај или може само Или се. може ги спасил нешто од испаѓање врскање. Абе, стана и Тим тренер, Хауард ма, у може станал Юнайтед бранеше тренер. некад? Па вајда бил на некој краток период. Не, затоа што Као американец младинец, кој видов може да. Евертон си Хауард, си викам чекај Хауард у Юнайтед, кој играше, ма ето очигледно може бил некад у Юнайтед. Неам. Може бил втор гол, трет гол. Да, ама Прайм на Барклис, позајмица. да, Прайм Барклис е деф Да. цар. Blitz guess the player. Може да оставиме тука, а? Јесте да. Јас сум многу горд на овој мал успех затоа што бев исплескан во FIFA. Една победа, еден пораз. И тоа беше тоа, дечки, 10-та јубилејна епизода. Многу интересни работи се случуваат околу нашето подкастче. Не можам уште баш многу се пред камера да кажувам, ама изгледа ќе биде многу интересна 2026-та. Кико, како си пројде? Супер топ. 10 епизоди ги заокруживме, сакавме да биде и пред 26-та, али влагаме со заокружена бројка од 26-та година. Јубиларна. Се надевам ќе има уште многу јубилеи, така да Дај Боже. си предов топ. Мерако имаше за FIFA. Мерак ми беше за Guess the Player. Да, останува да видим што ќе се деси со Юнайтед и Челси. Така Останува да- ми Арсенал Ливерпул да видиме што ќе се деси. Да, ние ќе ја гледаме после оваа такмица, така да тоа е тоа. Се гледаме во наредната, дечки. Поздрав.